...24 анализа. Добро вечер. Јас сум Гоце Михайловски, мој гостин вечерва Антонио Милошовски, подпредседател на Собранието и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и секако поранешен министер за надвршни. Господин Милошовски, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Да почнеме со најактуелното. Во понеделник се најавува така наречената клучна лидерска средба и домашната и меѓународната јавност очекува многу. Се очекува да се постигне тој конечен договор за надминување на веќе предолгата политичка криза. Дали ова денот да за Македонија? ВМРО-ДПМН ќе ги вложи сите своји напори и добра волја да се постигне еден договор кој што ќе значи чекор напред и излез од оваа политичка криза која што беше создадена преку действувањето на СДСМ, од бојкотот на Собранието, па преку продуцирањето на аферата со материјалите со кои што нелегално располагаат. Се надеваме дека од страна на Социјалдемократскиот сојуз ќе има таква добра волја, бидејќи продолжувањето на оваа политичка криза на никого не му оди во корист, најмалку на граѓаните на Република Македонија, на стабилност и на напредокот на државата. Се обидуваме да бидеме конструктивни и покрај тоа што има список на желби и одредени уцени, би рекол, условувања од страна на Социјалдемократскиот сојуз по однос на многу работи поврзани со легитимитетот и изборните резултати, но во секој случај сакаме како партија која што има одговорност како партија на власт да дадеме шанса да се постигне договор за да можеме и земјата и граѓаните да ги ослободиме од овој притисок и да направиме еден исчекор напред и повторно оваа политичка криза да добие едно свое легитимно одмерување преку избори кои што беа од сите политички лидери потврдени или би рекол дефинирани како можни до април следната година. Ова се доживува како судбоносна средба. Дали е толкова низиното значење или ќе биде уште една од низата средби, бидејќи и таа на 10 што беше во Брисел се најавуваше како средба на која треба се постигне финален договор, но на крајот заврши со дебакл. Мислам дека во политиката не треба никогаш да се ставаат точки или извичници без разлика дали станува збор за очекувани договори или потребни или изнудени. Ова е важна средба на која што сметаме дека е време да се постигне договор, но и доколку не се успее, без разлика од кои причини или доколку Социјалдемократскиот сојуз не е подготвен да се носи со врските од договорот подпишан на 2 јуни, тогаш ќе продолжиме понатаму да ги правиме тие напори. Но во секој случај, доколку покажат неспремност за постигнување на некој достоинствен, разумен, политички стабилен договор за излез од оваа политичка криза што ја креира, тога сметам дека ќе поднесат и дел од одговорноста, а истовремено тоа не значи дека институциите кои што треба да проложат со одредени реформи за унапредување на системот и зголемување на довербата, не значи дека ќе престанат со действија кои што би ги сработиле тие реформи кои што се неопходни. Значи, во самото собрание на Република Македонија ние во понеделник имаме закажано посета од страна на Собраниската комисија за надзор на службата за разузнавање и контраразузнавање, посета на Агенцијата за разузнавање, што е дел од препораките во извештајот на господинот Прибе. Би било извонредно доколку во што поскоро време на оваа комисија ни се придружат и членовите избраните пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, но доколку не се расположени, тоа не значи дека Собранието или неговите институции нема да функционираат во насока на исполнување на одредени препораки кои што ни се зададени. Да, ќе разговараме подолу за реформите. Главната точка за која треба да се постигне договор во понеделник, според подпишаното од 2 јуни и анексот од 19 е организација на влада што ќе ги подготви изборите закажани за во април. Јавноста е детално запозната со позициите на СДСМ околу ова прашање, но до денеска скоро и да не знаевме ништо околу позициите на ВМРО-ДПМН. Денеска премиерот преку тоа интервју во Financial Times откри одредени позиции дека според ВМРО-ДПМН таа влада би ја предводел тој, нема да биде преодна, туку ќе има некаков вид на супервајзори, како се нарекуваат тие, во 4 министерства за финанси, за труд и социјална политика, земјоделие, да, и внатрешни работи. Може ли да ни објасните подетално каква е позицијата на ВМРО-ДПМН во пресрет на преговорите? Ова е клучната работа што ја изјави претседателот на владата, господинот Груевски. Тоа значи дека владата има легитимитет кој што го стекнала на избори. Тој легитимитет е потврден со повеќе од 200.000 гласови разлика на претходните избори во 2004.
оспорен од секогаш. Од страна Социјалдемократскиот сојуз никогаш не бил потврден легитимитетот ниту на оваа, ниту на било кој од претходните мандати во владата, но оспорен реторички, оспорен персонално, а од друга страна и со самата дистрибуција на нелегалните материјали нема ниту еден материјал кој што се однесува на 2014 година. Така што мислам дека оспорувањето на легитимитетот е повеќе желба да се покрие поразот на СДСМ на претходните избори, отколку што има некоја реалност. Добро, тоа што прифативте предвремени избори се толкуваше дека практично признавате дека изборите биле на некој начин нелегитимни. Не сакаме земјата да биде заложник на оваа криза која што ја предизвикува СДСМ со бојкотирањето. Ние не сметаме дека предвремени избори сега се најдоброто решение за економијата, најдоброто решение за граѓаните, најпосекуваното нешто од општеството, но кога имате некој кој што ве уценува и притиска и создава проблеми на државата, тогаш ќе размислувате поразумно и ако сакаат да се одмериме повторно на избори, тогаш под таков еден во такви едни околности ќе се подготвиме и ќе се одмериме на избори. Но како и да е, она што од наша страна ќе биде понудено е токму тоа, да се создадат инструменти кои што ќе зголемат довербата кај опозицијата во однос на действувањето на извршните институции за време на изборните кампањи. Тоа значи дека во одредени министерства кои што опозицијата ги посочи како клучни, кои што можат да имаат поголемо или помало влијание во текот на изборниот период, тоа се Министерството за внатрешни работи, земјоделие, труд и социјална политика и финансии, би се направиле законски системски измени кои што ќе овозможат именување или избор на така наречени министри надзорници, кои што или супервизори. И тие супервизори, надзорници во овие министерства би имале можност да имаат директен увид во работата на самото министерство, во действијата, актите на самиот министер, кој што има политички и изборен мандат и преку собранието и преку изборите од 2014 година, и да укажуваат, да внимаваат или во одредени случаи да имаат и врзан подпис по однос на одредени проекти кои што можат да имаат влијание во изборната кампања на гласачите или на изборите. И со самото тоа да бидат внатре во одредено министерство, за да можат целата работа и процесот на действување во министерството да биде и потранспарентен, но од друга страна и поуверлив за опозицијата да не бараат изговори во начинот и действувањето на владините програми и спроведувањето на проектите. Но Груевски би останал премиер, така, во таа влада? Прашањето е што сака опозицијата. Значи, прашањето е дали опозицијата сака да ги подобриме стандардите и да ја зголемиме довербата во институциите на системот, или сака да дојде на власт без избори. Не, тие го поврзуваат Груевски како олицетворение на начинот на владење на нова гарнитура и велат додека е Груевски како символ таму во таа влада не може да има фери демократски избори. Мислам дека господинот Заев и господата Шеќеринска имаат еден личен комплекс по однос на Груевски, тој за нив е олицетворение на политичарот кој што често ги победува на избори. Тоа не е големата болка. Инаку нема никакви други аргументи зошто Заев би бил подобар премиер од Груевски или зошто Шеќеринска би била подобра премиерка од Груевски. На крајот од криштата кој е подобар за премиер одлучува народот. Ако СДСМ сака да воспостави стандарди и оваа создадена политичка криза да искористи за унапредување на системот при избори, управување, владење, контрола и рамнотежа во самата извршна власт и во сите други власти, тогаш треба да видиме кои се тие стандарди, во кои области да ги постигнеме. Стандардите се постигнуваат со системски решенија. Се интервенира во закон, се интервенира во устав, се интервенира во норми, правилници и се друго. Се зголемуваат надлежности на Државна изборна комисија, на антикорупцијска или некои други тела кои што имаат таков мандат, и тоа сме расположени да го направиме. Ако СДСМ сака персонално да креира некој решение, кој ќе биде премиер, кој ќе биде министер, кој нема да биде, кој колку време ќе го има својот мандат, тога сметаме дека тоа е веќе политизација на нивната желба да се стигне на власт по секоја цена, а без при тоа да имаат изборен легитимитет. Добро, тие имаат забелешки повеќе, меѓутоа клучната, веројатно на овој начин би се отстраниле некој избирачки список, би се прочистил Државната изборна комисија, меѓутоа она што го посочуваат како главно е тоа е неодвоеноста на партијата и државата. Ако за тоа и бараат преодна влада, ако нема таква преодна влада, практично повторно министрите до план не би биле министри, по план не би биле кандидати за пратеници. Како може да се обезбеди, да се гарантира дека нема да се злоупотребуваат државните ресурси за изборни цели?
Така како што е гарантирано и обезбедено во другите држави кои што имаат европска ориентација или се дел од Европската унија. Исто како што председателот на владата на Германија е председател на партијата ЦДУ, господата Меркел. Исто како што, не знам, министерот за финансии или премиерот на Австрија е председател на Народната партија во Австрија, или во Хрватска премиерот председател на Социјалдемократската партија и слично. Значи, тие луѓе кои што имаат политичка одговорност, не значи дека не смеат или не можат да имат и државна одговорност. И напротив, тоа е и политиката. Политичкиот надпревар е човечките ресурси кои што ги имате и програмските понуди кои што ги имате да ги извадите на изборниот пазар и таму граѓаните да се определат кому ќе дадат довербата. Така што мешањето на држава и партија може да биде разграничување во однос на евентуална злоупотреба на службената положба на политичар, функционер, службеник или кој да е тоа кај нас предвидено со изборниот законник, меѓутоа никој не бил санкциониран. Тука можеме тие заплашување на гласачи такви забележки. Тука можеме да ја сме расположени да разгледаме секакви дополнителни контролни механизми или зголемување на опсегот на ширината на надлежностите на државната изборна комисија, да може да имаат поголем увид или поголем дострел во своето действување, за да можат сите избрани именувани функционери да бидат поотчетни по однос на нивното управување со извршната власт за време на изборни кампањи. И не само по однос на владините функционери, тоа би требало после да важи и за градоначалници, председавачи на совети и слично. Кога би почнало да функционира ова нова влада со тие супервајзори? Тоа е прашање на договор. Тоа е прашање на договор, доколку Социјалдемократскиот сојуз е расположен да размисли за една ваква понуда, која што тие ја знаат веќе од пред еден месец, а од денес еве и обелоденета пред јавноста, треба сериозно да ја разгледаат, да размислат, дали сметаат дека со тоа се постигнува одреден стандард, дали нивната цел е да има избори на кои што граѓаните ќе се определат на кого му веруваат и никој да нема изговор да ги оспорува тие избори, или пак нивната цел е да има избори кои што тие би ги признале само доколку победат на избори, а доколку изгубат на избори, повторно да се остават резерва за оспорување на тие избори. Така би можеле социјалдемократите да ја развиваат кризата до недоглед, но мислам дека тоа нема да им послужи ниту на нив како партија, ниту на Македонија како држава. Значи, информациите што се појавија дека во Брисел сте прифатиле превод на влада 3 месеци пред избори, практично се покажуваат како спекулации. Не би коментирал било какви, да речам... Не, зашто цело време впечаток е во јавноста дека се договара дали да биде 3 месеци или 6 месеци предната влада, а всушност сега доаѓа дека воопшто ВМРО да помине не прифаќа да има таква преводна влада како што замислува СДСМ и како што бара. Ако ме прашате мене лично, мој личен став е дека кованиците, создавањето на нови би рекол хибридни институции, решенија или алатки во системот, како што е техничка влада, преодна влада, предизбори, повеќе месеци, помалку месеци, транзицијска или слично, тоа е само пролонгирање на периодот на неефикасност и импликации врз економијата и сите други услуги кои што треба да ги дава извршната власт и да функционира и во време на предизборен период, освен да кажеме во оној најтесен период на конкретна изборна кампања. И тоа не само ако се направи едно такво системско решение, тогаш тоа системско решение би се одразувало не така поволно и во следните периоди пред нас 5, 10, 20 или 30 години колку и тоа да трае. Затоа сметам дека не треба многу да се експериментира. Затоа да биде адхок решение само за избор? Затоа што ако имаме било какво решение кое што би било системско и долгорочно, тогаш треба да се има во предвид дека ние долгорочно ќе имаме една алатка која што нема да ја носи поголема политичка стабилност на државата. Мислам дека сега во овој момент најдобро е Социјалдемократскиот сојуз да размисли за оваа понуда која што е конкретна, за нивен директен, персонален надзор во клучните министерства кои што тие сметаат дека може да бидат злоупотребени. За да бидат и самите сведоци на тоа дека министрите кои што се именувани таму и начинот на работа е работа на програмата и проектите кои што владата ги понудила пред граѓаните и ништо друго. И ќе излеземе повторно на избори, ќе имаме резултати во кои што Социјалдемократскиот сојуз самите ќе се уверат дека довербата
за нив нема да биде поголема од оноа што ќе биде за нас. Затоа што и на овој начин на кој што работа досега со уцени и словувања, мислам дека не успеа да го подигнат својот рейтинг. Успеа само да го намалат рейтингот на државата и меѓут на меѓународната цена. Добро, и премиерот Груевски скоро во секоја прилика повторува дека ВМРО-ДПМНЕ ќе победи на следните избори. Тука логично се поставува прашањето, доколку сте толку убедени дека ќе победите, зошто да не ги прифатите условите на СДСМ? Еве за Македонија. Не е проблемот, не е проблемот. Зашто вака веројатно нема да се дојде до решение. СДСМ кажа јасно дека нема да прифати. Сакам ако ја гледаме работата во перспектива, се менуваат политички партии, гарнитури, лидерства, председатели, премиери, опозиционери и слично. Ако сега се направи преседан, кој што ќе значи исполнување на персонални желби на опозицијата, за тоа кој ќе ја води или нема да ја води владата во одреден период пред изборите, и тоа да речеме дека ќе биде ад-хок решение, тоа не е никаква гаранција дека такво следно ад-хок решение изнудено нема да дојде на некои следни избори или во некој следен мандат на средина од истиот. Тогаш ДПА или ДУИ или ВМРО-ДПМН или СДСМ повторно или некоја нова партија ќе бидат незадоволни од својот резултат. Тоа незадоволство за да го покријат ќе надат изговор во изборниот систем, ќе се создаде одредена перцепција и ќе имаме политичка криза во која што една партија со 10, 20 или 30 претенденци повторно ќе бара избран премиер да не биде премиер, избран председател да не биде председател или избран министер да не ја врши функцијата. Затоа сметам дека треба навистина внимателно и долгорочно да се размислува за било кој потек кој што ќе значи излез од оваа политичка криза, која што СДСМ наменски ја создаде само затоа што ги изгубија изборите 2014 година и веројатно затоа што им е предолг периодот во кој што се во опозиција. СДСМ е навикната да биде опозициона партија во период од 2 до 3 години, немаат поголем капацитет за подолго време за опозиционо действување. Добро, ако останете на овие позиции, јасно е дека нема да има договор. Што во таков случај опозицијата најави дека ќе ги прекине преговорите во понеделник? Лидерот на партијата изјави дека нема логика веќе да се... Јас не би ги, како да кажам, не би бил толку песимиста и не би се откажал однапред од очекувањето дека во понеделник сепак може да има добри и конструктивни разговори и тие да бидат или да стигнување до договор или правење на некој по-сериозен исчекор напред во тој правец. И затоа сметам дека треба да се остави простор во таа дискреција која што е дел од тие разговори, да се разгледаат сите можни варијанти. И повторно ќе напоменам, партиите да се изјаснат дали се за политички и персонални решенија, дали тоа им е целта, кој да биде и кој да не биде на чело на одредена установа, или се за системски решенија и за норми кои што ќе зголемат транспарентноста на изборниот систем, ќе зголемат довербата во институциите и ќе ги намалат, ќе ги минимизираат можностите јас, друг, трет, било која позиција или политичка партија да бара изговори во системот заради неуспешни изборни резултати. Хипотетички е да претпоставиме дека ќе пропаднат преговорите, што во тој случај изборите се закажани за април, имате намера да ги одржите и без опозицијата тие избори? Не би имало смисла да имаме избори на кои што опозицијата повторно би отсуствувала од изборите. Во последниве избори опозицијата напротив учествуваше на изборите и тоа ги прави самата реакција на Социјалдемократскиот сојуз ја прави почудна. И тука се гледа дека одлуката да не се признаат изборните резултати најверојатно коинцидира со моментот кога господинот Заев имал повеќе информации или добил повеќе информации со нелегално стекнатите материјали. Бидејќи опозицијата учествуваше на изборите, имаше своји листи, имаше своји наблюдувачи, имаше своја кампања, имаше своји настапи, имаше своја програма, имаше удел во броењето на гласовите и на резултатите. Резултатите откако беа утврдени во 19 часот, опозицијата излезе и кажа дека не ги признава изборните резултати, откако видоа... Добро, тоа го нарекува системска кражба повеќе за периодот пред самиот ден на изборите, отколку што имаат забелешки за денот на гласањето. Знаете, ако ние во 2013 година, ако СДСМ во 2013 година беше, да кажеме, победник на изборите или имавме нерешен резултат на локалните избори,
Па после 2014 година ВМРО ДПМН да се случеше победата која што имавме 200.000 гласови разлика плюс во предност пред СДСМ, тогаш може да речеме дека се случило нешто невообичаено и дека нешто треба да биде подложено на проверка за еден таков одскок. Но ние немаме амплитуди. Ние од 2006 година до 2014 година имаме една тенденција која што е една константа која што значи предност на ВМРО ДПМН. Нема никакво изненадување. Изненадувањето е само кај Социјалдемократскиот сојуз како може ВМРО ДПМН толку долго и убедливо да победува на изборите. Господин Милшовски, од Брисел јасно ни ставија до знаење дека доколку нема договор за надминување на политичката криза, веројатно ќе изгубиме препораката за почеток на преговорите, што ја добивме патем кога вие бевте министер за надворешни. Во дел од јавноста има обиди да се релативизира овој евентуален потек, иако очигледно ќе биде на штета на државата. Колку е веројатно ова сценарио? Препораката е дел од имиџот на една држава, во нашиот случај е повеќе дел од имиџот отколку што е дел од суштинскиот исчекор кој што ни е потребен, а тоа е реално отпочнување на преговорите за членство, но и покрај тоа што го има тој недостаток, не сме отпочнале преговори за членство, сепак препораката е важна како печат на едно постигнување на една држава на едно ниво кое што е достигнато и чека да премине. Веројатно праќа сигнал и до инвеститорите и до инвеститорите и до целата меѓународна заедница. Јас мислам дека треба да се потрудиме и тоа што го прави владачкото мнозинство е се што треба да биде превземено да се задржи препораката за отпочнување на преговорите. Мислам дека е таа важен сигнал и за нас исто важна за имиџот на држава која што се стреми за членство во Европската унија. Истовремено сметам дека Европската комисија и покрај тоа што е критична и има основа во многу делови да биде, сепак е еден од најверните сојузници на земјите кандидати, вклучително и на Македонија, да го задржат нивото што го постигнале, да нема враќање чекор назад, затоа што тоа би бил заеднички чекор назад. И на крајот од криштата сите овие напори кои што се прават и превземаат и самото подигнување на нивото на вклученост на Европската комисија преку комесарот Хан, мислам дека е добар знак дека и двете страни, од една страна Република Македонија како земја кандидат и Европската унија од друга страна, имаат заеднички интерес оваа препорака да биде задржана. Моја проценка е дека со напорите кои што ги вложуваме, дури и да го земеме во предвид песимистичкото сценарио кој што вие рековте дека може да се случи, да не се постигне договор, но тоа да не биде повина на сите, сепак и во постигнувањето на договор и во непостигнувањето на договор може да се лоцира одговорности и влогот што една или друга страна го дала, доколку државните носители на одговорност вложат максимум за да се стигне до одреден договор и се обидат тој политички диалог да биде позитивен, моје мислење е дека Европската комисија ќе задржи препораката за Македонија. Добро, препораката не се врзува само за политичкиот договор, годинава е врзана и со реформите што треба да се спроведат во областа на владењето на правото, кои извираат пред се од препораките што ги даде германскиот експерт Прибе, ангажиран од Европската комисија. Владата најави низа мерки, може ли да ни кажете дел од нив, што се планира да се прави? Да, владата усвои еден прелиминарен акционен план, кој што е базиран на препораките на извештајот од страна на господинот Прибе. Тој прелиминарен план сега треба да биде усогласен со секретаријатот за европски прашања, да се утврди динамиката на спроведување на тие реформи, значи рокот, и да се утврдат установите кои што се надлежни за постигнување на повисокиот стандард во одредена област. Тоа мислам дека треба да се случи во следните 3-4 дена, да имаме еден финален акцијски план, кој што потоа ќе биде даден на увид на Европската комисија, за тие да имаат своје изјаснување по однос на овој акцијски план, да дадат своји можеби сугестии, коментари на дополнување и веднаш да почне да се работи на тој план. Тој план се однесува на неколку области, читајќи го извештајот на господинот Прибе, ги забележав. Едната област е собранието, ефикасноста, пополнувањето, целокупноста на македонското собрание. Тоа зависи и од позицијата, но сепак во секој случај и од опозицијата. Се надеваме дека и опозицијата ќе го почитува својот дел од обврската превземен со договорот од 2 јуни и дека што поскоро ќе се вклучи во работата на собраниските комисии. Потоа регулација на следењето на комуникациите,
поврзано со службите за безбедност, кои што не смееме да ја загрозиме нивната ефикасност и нивната надлежност по однос на овластеното следење на комуникациите, затоа што сепак се работи за прилично сензитивни и важни информации кои што секоја држава и во целиот регион ги разменуваме и треба да ги имаме, но да се направи една дополнителна регулација која што ќе ги минимизира можностите за било какво злоупотреба, што сега се регистрирани застранување од такви надлежности. Надзорот над овие служби преку парламентарните комисии кои што стартуваме во понеделник, судството, судскиот совет, кадровското деекипирање на судовите, повеќе квалитет во оценувањето на работата на судиите, помалку квантитет по однос на нивната кариера, препораките на ОПСЕ и ОДИХР, кои што се содржани во извештајот од изборите од минатата година, нивна примена, и медиумите, јавниот сервис, медиумскиот простор, сразмерноста по однос на рекламирањето, финансирањето, независноста, создавањето на подобра клима за медиумска рамнотежа. Тие отприлика се работите кои што се наведени и во акциониот план, базиран на извештајот на господинот Прибе, кои што потоа ќе се преточат и во одредени норми, без разлика дали те ќе бидат законски, деловнички, правилници или ќе бидат само подобра примена на она што веќе е создадено како систем. Господин Милошевски, според договорот од 2 јуни, реализацијата на овие препораки што доаѓаат од Европската комисија се поврзани со владењето на правото, треба да ги вклучуваат сите поголеми партии и невладиниот сектор. Но владата повторно сама без консултации и диалог одлучува да презема чекори и да носи решение. Токму ваквиот пристап и ваквото сваќање на демократијата не доведува до оваа криза. Нели мислите дека не треба толку да брзате, дека требаше да се отворат пошироки консултации пред да се изготви тој акционен план? Брзањето не значи дека владата со тоа што го подготвува дека го дала клучниот збор, напротив, владата подготвува една основа која што ќе биде осогласена во рамките на владата. Како што кажав, ќе имаме рокови, ќе имаме надлежни установи, но идеалната и замислена ситуација која што се надеваме дека ќе може да се оствари, но не зависи само од владата, е овој акционен план да биде дел од собраниски јавни расправи кои што би се воделе главно во Националниот совет за евроинтеграција. Значи, доколку опозицијата биде во собранието, таа го предводи, според деловникот, Националниот совет за евроинтеграција, тука учествуваат сите политички партии, владиното мнозинство и сите други опозициони партии, тука учествуваат голем дел на невладини организации и тука можеме цел овој нацрт план кој што владата во консултации со Европската комисија ќе го има изготвено, да го надополниме, одобриме, скратиме или унапредиме на било кој начин. Така што мислам дека има простор и има доволно време, иако тоа не би требало да трае во недоглед, да се вклучи и собранието, и јавноста, и опозицијата во изготвувањето или во примената и динамиката на сите овие мерки во областите кои што ни се лоцирани како области за унапредување. Господин Милошевски, став на опозицијата е дека не може тој што ги направил проблемите во државата. Државата е нова дередже во ваква криза поради нефункционирањето на системот. Сега истиот тој да ги поправа тие недостатоци во системот. Затоа и бара преодна влада да биде во подлог период пред изборите, за да може, како што велат, да се нормализираат институциите. Која е гаранцијата дека ова нема да остане уште едно мртво слово на хартија, како и многу други, да не се претвори само во акционен план кој нема во реалноста ништо да промени? Мислам дека Социјалдемократскиот сојуз не бара преодна влада за да се подобрат институциите или да се поправат грешките кои што некој ги направил. Тие бараат преодна влада за да се поправи состојбата во Социјалдемократскиот сојуз после толку изборни порази. Добре, тргнете ги нив, како ние како граѓани да имаме гаранции дека стварно ќе почнат да се подобруваат состојбите. Овие реформи и овие препораки и овој акционен план не се врзани само со состојбите во Република Македонија и за Република Македонија или за опозицијата и владеачката коалиција, туку истите ќе бидат поврзани и со високиот предпристапен диалог Македонија-Европската унија, ХЛАД, и со најавите дека ќе имаме можност, доколку овој акционен план и доколку политичкиот диалог добро се одвива,
да имаме она што го кажа комесарот Хан, да почнеме неформално или формално отварање на поглавијата за владење на правото, безбедност, внатрешни работи помеѓу Македонија и Европската комисија. Затоа мислам дека остварувањето и примената на овој акционен план ќе биде под лупа на Европската комисија и неговата примена и имплементација ќе биде многу важна за ние да го направиме следниот чекор напред. Значи Брисел ќе биде некој вид гарант. Со самото тоа што се вклучува комесарот Хан, нам не бидејќи имаме лоши искуства, господин Милошевски, ете со го спомнате хладот, таму имаше низа препораки што требаше се бенчмаркови, одредници, овие забелешки за судството, за медиумите не се нови, значи тие се провлекуваат во последниве години и во извештаите на Европска комисија и во тие на Стејт департаментот, па немаше реално подобрување на ситуацијата. Затоа ми е прашање како да знаеме дека сега нешто навистина ќе се случува на тој план. Мислам дека овој пат и самата Европска комисија после, би рекол, повеќе годишно одложување на вниманието кое што сметаме дека требаше да биде поголемо кон Република Македонија и општо кон земите кандидати, вложува повеќе напори за самата држава како земја кандидат. Значи, вложува поголема сериозност. Дали е тоа дел од софтверот на Европската Унија, секогаш да биде повнимателна кога има криза, без разлика каква е, дали е политичка или безбедност или друга, а кога нема такви турбулентни ситуации, тогаш да држи одредена дистанца, која што не секогаш е продуктивна, не би сакал да коментирам, но очигледно е дека сегашното внимание е поголемо од тоа што го имавме пред 2, 3 или 4 години. Друго е под рефлектори кога се игра. Да. Тука да направиме пауза за реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас, почитувани гледачи. Ево, сезонава дојде, време е да се мисли на одмор каде се ој. Шо мислиш ти, нас одмор не ни треби? Абе, на кого не му треби тоа одмор, маје? Ево, јас се спремам годинава, море ќе фаштам. Јајцата не се солени. Ке ги осолјам в море годинава. Осолете се и вие во Јадранското море. Повторно со директен лет до Хрватска и прекрасната Далмација. Неповторливо, 7 дена и авионски превоз, веќе од 199 евра. Осоли се со Асатур, прв македонски туроператор. Побарајте ја понудата во вашата туристичка агенција. Одлепени цени во Веро. Лубеница 19 денари. Јогурти Идеал шипка до 15% попуст. Ладен чај Ладна 38 денари. Детергент за садови Феа 2+1 гратис 79 денари. Апарати и средства против комарција Роксол 17% попуст. Од 25 јуни до 1 јули во сите Веро маркети. Веро, супер акција за цел град. Штеди секој викенд само во Тинекс од 26 до 28 јуни. Розеви домати 39 денари, праски 29 денари, мортадела пик Врбовец 299 денари, јогурт Збрегов 80 денари, бисквити Златен пек со подарок послужавник 109 денари, чоколадок Кит Кет 18 денари, сет Нескафе 372 денара, сет сок Нектар 138 денари, пелени и влажни марамици Пафис 699 денари, детергент за перење Ариел 929 денари, вкупна заштеда 594 денари. Тинекс, секој ден со вас. The day has come, sisters. They said they are going out for a drink, yet they are still out. They said it won't be long, but it's been more than a day. They said they miss us, but do they? I see a whole army of my country women here, ready to bring back their men, their husbands, their boyfriends. We are here to take what is ours, and this battle we shall not surrender. Are you ready? To victory!
е лесно да го пронајдеш она што ти треба. Секогаш се прашувам, дали мојот избор е практичен или емоционален? Дали е одраз на моите желби или реалните потреби? Но кога секи си дојде на свое место и конечно ќе одберам, тогаш знам дека сум го направил вистинскиот избор. Брзи кредити за големи нешта. Шпарка се ненаменски потрошувачки кредит. Неверојатна јунска акција во АМЦ. 10-инчен кварт таблет со quad-core процесор и тастатура за 4990 денари. Lenovo лаптоп со Intel Dual-core процесор и лиценциран Windows за 10.990 денари. 50-инчен Full HD LED телевизор Philips за 24.990 денари. АМЦ. Секогаш најдобри цени. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. A, B, C, D, G. Го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, посилно од шкрек, имунитетот ке е силен као само речет. Дукица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Да, почитувани гледачи, назад сме во студиото на 24 вести. Мој гостин е Антонио Милошовски, подпредседател на Собранието и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Господин Милошовски, стигнавме до можноста за одземање на препораката на Македонија. Брисел, освен што бара политички договор и што бара итни реформи во областа на владењето на правото, бара итна независна истрага за содржината на снимките што ги објавува СДСМ, во кои има индици за злоупотреби на власта. На ова поле до сега нема ништо, а тоа е, ако може така да речем, најголем тест за институциите, за судот и за обвинителството. Мислам дека има нешто, а тоа е отворените постапки во јавното обвинителство. Според информациите со кои што располагам, мислам дека се отворени некаде да, имаш информација дека се прераспределени на обвинители, меѓутоа нема никаков исход. И обвинителите се должни да постапуваат по нив. Да дадам јас некој исказ на таа тема, што и како би требало да прават обвинителите, би бил погрешно разбран, но може би во некоја ваша следна емисија можат луѓе од таа установа да дадат повеќе информации за тоа докаде се со тие постапки. Оно што е наш став е дека сите наводи треба темелно да се испитаат, таму каде што ќе се оцени дека има било какви докази, злоупотреби, аргументи за или против одредено действување кое што е надвор од законските норми, треба да има процес. Таму каде што нема и се е дел од одредена перцепција или можеби селективна монтажа на одредени материјали, тогаш би требало исто така да има постапка, ама таа постапка навистина да резултира и со на крајот оправдување или барем вадење од зоната на оклеветеност или обвинетост на некои луѓе кои што не направиле било какво погрешно. Прашањето е дали може ова обвинителство и ова судство да го направат тоа со оглед на индициите дека се под политичко влијание. Всушност и за тоа се прават реформите. Мислам дека обвинителството и судството, посебно во јавното обвинителство, ако ги гледаме и кадровските решенија, ако гледаме и начинот нов на избор на суди, на јавни обвинители, Советот на јавни обвинители, Академијата за суди и јавни обвинители, улогата на судскиот совет и само изборот во рамките на судската фела за тоа кои луѓе ќе бидат нивни представници, значително ја зголемува независноста на судството и на јавното обвинителство. Тоа не значи дека нема поединци, групи, политички, бизнис, фамилиарни или други кои што имаат поголемо или помало влијание, но сметам дека споредбено наназад со 5, 10, 15 или години, дека овие установи имаат интегритет да се носат со задачата која што им е доверена. Довербата е сериозно нарушена, господин Милошовски. Прашање е како да се обезбеди сега
една независна истрага во чии резултати ќе веруваат сите. И јавноста, и домашната, и меѓународната, и опозицијата. Дејствувањето на јавното обвинителство мислам дека ќе биде најдобриот чекор кој што можат тие сами за себе да го овозможат за да го зголемат својот кредибилитет и да зголемат довербата во оваа институција, која што според мене е премногу политизирана од политичките фактори кои што се надвор од работата во јавното обвинителство. Секој дава квалификации за судството и за јавното обвинителство преку политичката призма, дали му се допаѓа или не му се допаѓа одреден исход на одреден процес. Но во многу случаи сметам дека овие институции се покажале како достојни на својата задача, а ако ги гледаме и луѓето кои што раководат со тие институции и нивните биографии, ќе видиме дека тие се луѓе од самите овие установи кои што имаат можеби 15 или 20 годишно искуство од најниските до највисоките звања во јавното обвинителство. Да, господин Мошевски, но повторно ни се во сите извештаи и во најновиот на Стеј департаментот најголемите забелешки се околу владењето на правото, дека всушност не владее законот, дека имаме политички затвореници и така натаму. Затоа сите тие реформи. Дури и во извештајот на Прибе се забележува тоа дека институциите се на некој начин селективни, дека повеќе внимание посветуваат на случајот Пуч, на тоа како се собрани тие материјали и како се стигнати до Заев, отколку на самата содржина. Прибе е правен експерт, не е впечаток. Моје мислење е дека тука треба да бидеме, ако веќе треба да се збори за материјалите и за нивното стекнување и за содржината, тогаш не треба да се биде селективен. Прво, треба да се испита како се стигнало до тие материјали, бидејќи да се пробијат материјали од државната безбедност или да има паралелно преслушкување, или да има преслушкување на премиерот, на министерката за внатрешни работи, на луѓе кои што располагаат со голем број на информации поврзани со безбедноста на државата, не е прашање на нарушување само на персонален комодитет на еден човек или на група на луѓе, туку е прашање кое што може да ја загрози самата држава. И ние, за да не ни се повтори ова, треба навистина да бидеме темелни во истрагата кој и како го направил тоа недело или тоа незаконско постапување. Прибе веќе даде пресудата дека тоа го правил УБК по налог на власт. Истрагата ќе си покаже. И да било така, и да не било така, јавноста има право да знае, посебно сегашната и секоја идна државна и политичка елита тоа треба да го знае, пред се заради безбедноста на државата. И второ, веќе ако разговараме за материјали, не може од материјалите од, како што тврди господинот Заев, од 20.000 прислушкувани разговори или не знам колку транскрипти, да биде тој врховниот судија кој што ќе одбере кој 5 луѓе ќе бидат објавени, кој 5 предмети ќе бидат направени и кој 5 наводи за злоупотреби ќе бидат пласирани. Тогаш треба да ги видиме сите материјали и да видиме кои биле ангели, кои биле светци, а кои биле грешници во македонската политика. Ако господинот Заев постапувал идеално и не направил никаков престап во своето владење како градоначалник, како политичар, како човек, тогаш да ги слушнеме материјалите за него и да го прогласиме за светец. Ако господинот Јанакиевски опцул еднаш, два пати или три пати, тогаш да го осудиме морално и да кажеме дека бил човек. Но не треба селективноста според која што Заев настапува и одбира жртви, меѓу кои бев и јас, и ќе кажам збор два за тоа, за каква селективност беше направена, тој да биде врховен бог на правдата во Република Македонија. Имаше 3 материјали кои што беа пласирани, затоа не можам да ги коментирам тие за Гордана, за Ставрески, за Јанакиевски, за Мијалков, за премиерот, затоа што тие самите знаат што било или не било и што се случило со одредени теми и разговори, но таму каде што бев споменат... Вашите беа за името. Едната на која што бе споменав беше еден разговор со деканот на Универзитетот во Штип и увертирата во тој разговор беше еве како Антонио Милошовски мести, разместува, вработува, отпушта асистенти, професори на универзитетот. Да, ви имаш и за илустрацијата и за името. Да. Темата беше на разговор каде што јас го замолив деканот за пракса на еден човек кој што работеше докторат и кој што имаше желба да и биде асистент евентуално.
Имавме таков разговор, после една недела деканот се јави, кажа дека за жал имаат многу практиканти, денес човекот работи во приватна фирма, но тоа не се обзнани. Се обзнани дека Антонио Милошовски има неколку телефони и дека наложува на универзитетот во Охрид, во Битола, во Тетово, во Штип, во Скопје, кој каде да работи, што е далеко од реалноста, не се ни случило. Вториот разговор беше разговорот со председателот на комисијата за лустрација, каде што јас точно е дека на граѓанин од Кичево, кој што бил следен од УДБА, од офицери на УДБА во времето кога бил студент за идеи за независна Македонија и бил жртва на тоа, му го раскажа формалниот пат, законскиот пат, каде треба да даде представка за да се овозможи доколку е основана лустрација на човекот кој што бил негов агент. И тоа се случи, нема ништо надвор од законот. Но представата беше дека јас разрешувам суди или нарачувам лустрација по моја лична желба. И третиот беше разговори за поднос на спорот со Грција. До пред 2-3 години не обвинуваа дека не разговараме за спорот, сега почнаа да обвинуваат дека сме разговарали, дека сме имали идеи за решение или за тактика, но тоа не е важно. Важното е недостатокот од државничка зрелост. Ниеден опозиционер во Турција не пушта разговори за тоа што Турција смета дека треба да биде нејзиниот пристап кон Ерменија, кон Грција или кон друга земја. Ниеден опозиционер во Вашингтон не пушта разговори за тоа каква треба да биде политиката или тактиката на Америка кон Иран. За жал, единствено во Република Македонија се беше што кај нас сите што се залагаа за компромис беа на некој начин представувани како предавници, како непатриоти, а всушност се покажа дека сите сакаме компромис, ако е можен. Многу погрешна стратегија одбра господинот Заев и голема штета се нанесе на прашање за кое што имаме национален интерес не по однос на желбата се стигне до решение за тој спор, туку по начинот на кој што се размислува и тактиката која што една екипа ја има спроти другата на легитимно дискретен начин. Вие имавте една идеја, беше малку сложена, тоа беше само идеја или беше конкретна можност за решение? Тоа беше идеја како да настапиме по однос на пристапот од Грција и како да испаднеме во некој делови помодри. Мислите ли дека е можно скоро решение беше Коцијас недела во Македонија по подолго време, се потпиша тој договор за доверба, 11 точки, но секако прашањето за името е се уште далеко. Она што го знаме дека разговорите се одвивале во добра атмосфера. Утврдувањето на тие 11 точки за подигнување на довербата помеѓу двете земји, мислам дека делумно тоа се должи токму и на фактот што не се разговарало ниту за пресудата од Хаг, ниту за спорот за името. Договорено било овие две работи да не бидат теми, бидејќи тука очигледно е дека не можеме да се согласиме. Од една страна сметам дека е позитивен чекор. Грција не сакаше воопшто до пред 3-4 години да размислува за било какви други мерки, се додека не се постигне договор за името, но тогаш мотивите на Грција беа поинакви. И ситуацијата во Грција беше поинаква. Сега може би се други мотивите, заради кризата во која што се наоѓа Грција, но без разлика на мотивите, нас не интересира крајниот исход. Крајниот исход има меѓучекори. Овој меѓучекор, наречен мерки за градење на доверба, немаме ништо против него, напротив, го даваме нашиот конструктивен придонес. Истите мерки ги предлагавме во 2008 година, најчесто беа одбивани или усно или со игнорирање. Денес Грција гледаме дека разговара за истите и сметаме дека тоа е еден добар знак. Но истовремено треба да бидеме внимателни. Насмевките на Коцијас премногу се широки за да може да бидат доверливи и уверливи дека Грција го сменила својот став кон Република Македонија, имајте во предвид тоа што 2,5 децении перманентно не блокираат по однос на она што сакаме да го постигнеме. Да заклучам, не сте оптимист дека за скоро време е можно решение? Доколку овие мерки за доверба чекор по чекор се применуваат, може да се изгради подобра атмосфера во која што би се разговарало за конечното прашање. Но да очекуваме пресврт преку ноќ не би бил толку голем оптимист. Господин Милошевски, Коцијас и претходно и на пресконференцијата ве обвини за иредентизам вам поради вењето на знамето со сонцето со 16 краци на Олимп. Според дефиницијата иредентизам е идеологија за менување на државни граници. Како гледате на ово обвинување? Дали сте вие пречката за зголемување на довербата меѓу Македонија и Грција?
Ако сум јас пречката за зголемување на довербата, тогаш би го поканил господинот Коцијас заедно да се искачиме на која планина сака во Грција или во Македонија и да одбере знамења кои што ќе ги развееме. Но имајќи преди дефиницијата за иредентизам, единствена држава која што во регионот заговарала промена на граници, во овој случај е соседна Грција во периодот 92-93 година, кога тогашниот министер за надворешни работи Самарас, како личен представник на грчката влада, заговараше промени на границите на Македонија со Милошевиќ како тогашен владател суверен во соседна Југославија или Србија. Македонија со ниеден свој гест, ниту на поединец, ниту на група, ниту на држава, не направила дејство кое што го загрозило било кога територијалниот интегритет на Грција. Ниту сме поттикнале паравојни формации, ниту сме поттикнале малцински организации, ниту сме направиле безбедносен инцидент, ниту сме имале граничен инцидент, ниту сме имале територијален спор. Така што Грција, ако во едно е мајстор, тој е мајстор за наоѓање на изговори. И ова е само еден изговор како Грција да се представи од сторител на одредена неправда во жртва на одреден замислен иредентизам. Македонија е последната на списокот од земји, ако воопшто го има, која што би наштетила на територијалниот интегритет на Грција, ниту пак веројатно и да сакаме, немаме моќ тоа да го направиме, премногу сме мали. Ниту имаме намера, ниту би имале корист од тоа, сметаме дека Грција има многу поважни работи, а и ние заради тоа добро е да бидеме пријатели и да најдеме некој партнерски однос. Господин Милошевски, благодарам што бевте мој гост. Благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, благодарам што и ова вечер бевте со нас. Останете со 24 вести.